Здраво и добро дојавте во уште едно видео. Ова видео ќе биде продолжение на минатото видео, каде што ќе збориме за создавањето, односно почетокот на микроорганизмите. Значи во минатото видео ја поставивме основата, ја формиравме, кажавме како се формирала планетата и првите океани. И со тоа ги поставивме темелите, односно основните услови за да може да се формира живот. Сега има две теории кои би може да објаснат како настанал првиот живот. Едната е дека можеби првите организми кои биле едноклеточни или повеќе клеточни паднале на планетата Земја со помош на метеор, можеби од Марс, можеби од друга планета. Има еден метеор кој го нашле од Марс пред отприлика 20 години, во 1996, на кој се гледа дека има еден вид на фосилизирани, можеби се микроорганизми кои имаат некоја трихална кончеста структура, но сепак тоа се уште има големи расправи дали тоа воопшто се фосили кои ги гледаме на барем на оваа вдека слика. А другата теорија е дека, односно за нас на живот потребни се основните органски молекули, односно потребни се аминокиселини кои ќе формираат протеини, масни киселини, масти, јагли, хидрати и азотни бази, како аденин, гванин, цитозин, урацил, тиамин. Со цел да се формираат РНК и ДНК, односно информацијско-носечки молекули, за може да се пренесува информацијата клетката. Сега има два начина за кои ќе збориме како би наставале овие први органски материи, но на почеток да кажеме дека на оваа се уште млада планета имало во атмосферата, се предпоставува дека имало доста со различни гасови било богата, како јаглерод моноксид, јаглерод диоксид, азот, метан, амонијак и други елементи, но немало кислород. Не дека немало кислород, него тоа може да имало, но кислородот многу брзо реагира со работи, така да се губи од атмосферата. И денеска, ако не би имало растенија и други различни микроорганизми кои продуцираат кислород, кој го испумпуваат во атмосферата, кислородот многу брзо ќе реагира во природата и ќе се сврзе со различни други компоненти, бидејќи е многу реактивен. Сега да збориме за формирање на првите органски соединенија. Значи, може да настанат на различни начини. Едни од првите експерименти кои се правени од страна на Стенли Милер, тој во 1953 земал смеса од водена пара, која е изворот на кислород, метан, кој е извор на јаглерод, и амонијак, извор на азот. Исто така земал водород. Ги ставил во една колба и со помош на електрични празнења, кои биле многу чести, бидејќи големиот електростатички потенцијал во облаците, имало доста удари од гром, така да со помош на електрични празнења тој успел да добие голем број на органски соединенија, вклучувајќи некои аминокиселини, како глицин, аланин, аспарагинска глутаминска киселина, и по неговиот успех абиогено се создадени и други биолошки важни молекули, како пуринските и пирамидинските бази, кои се наоѓаат во нуклеинските киселини, и 18 од 20 есенцијални аминокиселини. Така да, тој е еден начин на кој би можеле да се формираат првите органски соединенија, од кои понатаму може да се формираат различни полимери, да формираат протеини и да се формираат првите информационо-носечки молекули, како рибонуклеинската киселина РНА и дезоксирибонуклеинската киселина ДНА. Например, имат различни експерименти, како например експерименти од страна на Сидни Фокс, кој успел да добие кој он ги нарекол протеиноиди, односно полипептиди со абиотска реакција, каде што потопување на претходно загреани аминокиселини во вода на температура од околу 150 целзиусови степени се формираат овие термални протеини, слични на протеините кои ги има во денешниот клетка, а многу е лесно тоа да се случило во тогашните услови, бидејќи имало многу лава, имало вода, така да водата било доста топла и при допир со тие топли карпи на аминокиселините можеле лесно да се формираат посложени протеини. Исто така во глината имало многу атоми на метали, односно железо и цинк, кои имале функција на катализатори, кои ќе ги олесни овие реакции да се случат. Но сепак голем дел од научниците сметаат дека
ова настанување на биомолекулите не се случило барем не на површината, бидејќи кога настанале првите биомолекули, има две места на кои може да настанат, значи копното не го сметаме, зашто сигурно не е таму настанато, него ако гледаме во однос на водата, те може да настанат на површинскиот слој на водата, или пак да настанат во големата длабочина, кај термалните извори. Сега, ако настанале на површината, што е многу малце веројатно, бидејќи постојано, иако биле доста смирени условите, се уште имало метеори кои плагале, облаци од прашина, бури и со многу силна ултравиолетова радијација, бидејќи уште сме го немале озонскиот слој, него само сме имале магнетно поле, така да се што би се формирала површината, лесно би се распаднале тие биомолекули. Што наведува дека поверодостојна е хипотезата за станување под површината, односно во големите длабочини на океаните, покрај хидротермалните извори кои ги имаме и денес, кај што се уште се многу богати со живот, кај што има многу помалце непријателски и повеќе стабилни услови. Има постојано и богато снабнување на енергија со форма на редуцирани органски соединенија како водород и сулфур водород, односно H2S, кои биле доста достапни на овие извори. Исто така водата била доста топла, бидејќи била хидротермална вода, вода која е загрејана и која доаѓа од јадрото на земјата, каде што оваа потопла вода, како што се мешала со поладната вода во океанот, која содржала доста железо и била многу оксидирана, бидејќи се оксидирала од атмосферата, која порано имало кислород, се формирале преципитати на колоиден пирит, FeS, силикати, карбонати, глини, кои содржат магнезиум. Овие преципитати формирале структури со абсорбативни површини во вид на, како еден вид на сунгер, во вид на гел, семипермеабилни делови и пори. Формирањето на овие серпентини, односно абиотички процес со кои железо, магнезиум, силикати реагираат со други материјали и водород, бил најверојатен извор на првите органски компоненти, како на пример хидрокарбонати и масни киселини. Овие можеле да реагираат со минерали како железо, никел и евентуално да формираат аминокиселини, пептиди, шекери и азотни бази, и ова е поверојатна хипотеза дека настанал кај хидротермалните извори во длабочината на океаните. И сега, од кога ги имаме овие едноставни биомолекули, сега веќе имаме РНК. И сега, од таа РНК можеме да збориме како се формирале првите клетки, односно за тоа ни е потребно пред да се формираат клеточни мембрани и да се формираат различни мембрански структури, односно органели. Но тоа ќе навлезе, односно за тоа ќе збориме повеќе во предметот цитологија. И само ќе речеме дека со тек на време се јавила голем диверзитет на РНА и ДНК и се формирале првите навидум клетки и дошло до формирање на раните бактерии и археи. Односно, овие се прокариотски клетки, каде што немаат јадро, немаат некои добро органични органели. И тука го сместуваме Лука, односно The Last Universal Common Ancestor, односно првиот заеднички предок. Од моментот на формирање на раниот океан и целата земја, како што рековме, немало кислород и молекуларниот кислород, односно како O2, не се појавил во значајни количини, се додека не се појавила оксидативна фотосинтеза на цијанобактериите. Така да метаболизмот на првите овие археи бактерии бил исклучиво анаеробен и морал да биде термостабилен заради температурата на раната земја. И најверојатно бил автотрофен поради што конзумацијата на абиотички формираните органски материи брзо би ги исцрпиле. Така да морале да се прилагодат на употреба на CO2 од атмосферата како како извор на јаглерод за нивниот автотрофен физиолошки начин на живот. И оваа хипотеза е поддржана од метаболизмот на многу најраните лози на филогенетското дрво на животот, како родовите Aquifeces, односно бактерија, и Pyrolobus, односно археи, кои што се автотрофни и неизненадувачки, кои исто така хипертермофилни. Водород, како H2, било главното гориво за метаболизмот на раните клетки и е поддржано
оваа теорија од дрвото живот кој го гледаме денеска, бидејќи сите лози кои се разграниле понатаму од бактерија археја во нивниот енергетски метаболизам користат водород како електронски донор во респираторниот синџир на мембраните на митохондриите, као што се користи транспортот на електрони за да се формира вода и да се формира АТП енергија. Со тек на време микроорганизми пополека и пополека дивергирале користејќи различни извори кои била расположливи за да искористат енергија и поради максималната искористуваност на изворите, односно нивното исцрпување, еволуцијата извршила природна селекција фаворизирајќи ги оние кои биле поефикасни или поиздржливи. И со тек на време овие микроорганизми ја измениле атмосферата на планетата Земја. И тоа и денес е најважно, иако најголем дел од луѓето сметат дека дрвата се одговорни за кислород на планетата, всушност најголем процент од кислородот кој се создава доаѓа од микроорганизмите, од алгите поточно. Како што спомнавме, Лука, односно првиот универзален заеднички предок, се верува дека постоел пред 4,3 милиарди години, значи од прилика поминале 300 милиони години пред да се јават првите биомолекули, кои сепак се уште не биле многу распространети, а дека бактерии, археи, потоа Лука, се појавиле пред околу 3,8-3,7 милиарди години од денес. Значи, после од прилика 600 милиони години од првиот заеднички предок. И при процесот на дивергенција од првиот заеднички предок, бактериите и археите стекнале свој собствен метаболизам, односно бактериите имаат способност да го користат водородот и јаглерод диоксидот како за продукција на ацетати или користеле иони на железо кои биле двовалентни како извор на енергија. А во исто време археја развива способност за користење на водород и јаглерод диоксид или кумулираниот ацетат како субстрати за метаногенеза. Фототрофната активност се појавила пред околу 3,3 милиарди години, но само кај родот бактерија. И се појавува способност за микроорганизмите да искористуваат сончевата енергија и да ја складираат како хемиска, односно како атом. И со тоа овозможило голем развој и дивергенција на различни видови на бактерии. И пред околу 2,7 до 3 милиарди години цијанобактериите развиле систем за искористување на вода наместо H2S за фотосинтетска продукција на CO2, односно искористување на CO2 и да ослободуваат O2, наместо да ослободуваат елементарен сулфур. Еволуцијата на овој процес овозможила развиток на други метаболички патишта, бидејќи O2, односно користење на H2O било многу пообилно него да се искористува H2S, така да многу полесно се извршувале метаболички процеси, што возможило голем бум на популацијата и со тоа голема дивергенција. Сега денеска знаеме дека кислородна фотосинтеза постоела на Земјата 300 милиони години пред кислород да се појави во атмосферата. Значи, сега ова е малку чудно на почеток кога ќе го размислиш, бидејќи се создавало кислород, ама немало се уште кислород во атмосфера. Пред 2,5 милиарди години нивото на кислород пораснало во забележителни вредности, но не големи колку денешниот концентрат. Се смета дека основното количество на кислород било доволно за отпочнување на големата оксидација, за која нема тука многу да збори, но одма не се зголемила концентрацијата кислород во атмосферата. Тоа е зашто кислородот кој цијанобактериите на почеток го продуцирале не се акумулирал во атмосферата, односно прво стапувал во реакција со редуцирани материјали, особено редуцирани железни минерали како железосулфат, кои се среќаваат во океаните, истите бавно стапуваат во реакција со кислород спонтано. Значи Fe3 ионот кој се продуцирал при оксидација, го гледаме на многу геолошки наоѓалишта, бидејќи големото количество на железо кое било акумулирано во карпите за време на Камбриум опстојувало како седиментарни железни соединенија. Тој метаболизам на цијанобактерии кој го оддавал кислородот, значи се користи за оксидација на Fa2+ во Fe3+. И тоа железо, пополека како што се таложило, ние денеска можеме да го видиме во геолошки докази, но чим се искористило целото двовалентно железо, кога било целото претворено во тровалентно железо, односно оксидирало, кислородот почнал да се акумулира во атмосферата, веќе немал што да прави внатре во
океанот. Значи веќе излегол надвор од океанот и се акумулирал во атмосфера. И со тек на време толку многу се акумулирал што преминала атмосферата од анаеробна во аеробна. Така што бактериите од типот на бактерија археа не можејќи да се адаптираат на оваа драстична промена си го задржале анаеробниот начин на живот, бидејќи кислородот на некој начин е токсичен. За дефинија денеска тие обично ги нарекуваме екстремофили. А аеробната атмосфера обезбедила нови услови за развој на метаболички патишта како сулфурна редукција, нитрификација и други хемолитички процеси. Така да прокариотите кои развиле механизми за користење на кислородот, кој се ако имало во големи количества, имале енергетска предност, бидејќи се добива многу повеќе енергија со користење на кислород и може да се размножуваат и формираат колонии од бактерии за разлика од анаеробните бактерии или археи. И со тоа, кога се зголемиле популациите, се зголемила природната селекција и дивергирале на уште повеќе насоки. Но се уште, иако имало големо количество на кислород, значи имало живот во океанот, на површината не би можел да се јави живот, бидејќи имало големо УВ зрачење. Но кислородот, кој се ослободувал пополека и пополека од океаните, се акумулирал во атмосферата, кога доаѓа под дејство на УВ, формира озон, бидејќи кислород е О2, а озонот е О3. Така да, со тек на време се формирала бариера која штитела планетава од ултравиолетовите зраци на Сонцето, што возможува сега да се јави живот и на копното, односно и на површината на океаните. И ова возможува развој на еукариотите, односно клетки како што ги знаеме денес на животните и растенијата, кои имаат јадро, имаат јадрен материјал, имаат голем број на органели и не се само прокариотски клетки. И денеска знаеме дека во еукариотските клетки, кај растенијата и кај животните, например кај животните имаме митохондрии, кои се всушност бактерии. Истото важи и за хлоропластите кои се цијанобактерии. Односно дека митохондриите се некои респираторни бактерии кои биле, а цијанобактериите кои биле бактерии кои биле способни за фотосинтеза. И ова го поддржуваме со тоа што и двете органели поседуваат рибозоми со прокариотска големина, односно 70S, имаат 16S рибозомална РНК, која е генетска секвенца карактеристична за бактерии. Така да и ДНК-та им е исто слободна, не е во јадро и најчесто циркулар. Сите докази наведуваат дека митохондриите и хлоропластите, односно пластидите, се всушност бактерии кои биле проголтани на некој начин од рани еукариот, кои со цел да преживеат морале тоа да го сторат. Бидејќи ова е еден вид на ендосимбиоза, и да тоа се нарекува ендосимбиотска хипотеза, каде што бактериите ја земаат еукариотска клетка за заштита, а еукариотска клетка и користи бактериите за да може да формира енергија. Сега како настанала оваа ендосимбиоза? Две хипотези, односно дека првин од гранката на археа се формирале еден вид на примитивни еукариотски клетки кај што се јавило јадро и некои органели и со тек на време таа еукариотска клетка проголтала првин митохондрија и таа се разгранила во посебна насока од кој денеска ги имаме животните, а друга проголтала и митохондрија и хлоропласт, односно пластиди, и со тоа натаму се ги имаме разгрането растенијата. Но има друга архаична бактерија, каде што таа архаична бактерија е всушност бактерија која консумира водород, проголтала обична еубактерија која всушност продуцира водород. И ова е исто така наречена водородна хипотеза. И со тек на време од тоа сме ги добиле основните домени на животот, кои се археи, бактерии и еукариоти, од кои што од еукариоти ги имаме царствата на живот, како габи, растенија, животни и протисти. Значи тоа е за ова видео. Видовме како дошло настанување првите микроорганизми и во наредното видео ќе збориме повеќе за историјата на микробиологијата. Благодарам што гледавте, ќе се видиме во наредното видео.